Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich heiße Anastasia und heute gehen wir zu einer sehr besonderen Frau, die eine Künstlerin ist und Spenden sammelt für Kinder, die krank sind. Und ich habe selber Spenden gesammelt und möchte sie gerne damit überraschen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein. Kommt mit. Zdravo! Dobar den! Дали съм на точното место? Дали сте ви Анджелика? Ja sam Anželika. Da, a ti si? Анастасия, здраво! Zdravo, drago mi je. Kako si, Anastasija? Добро, и ти? Kako me pronaјде? От моите родители, от твоята фейсбук страна. Od mojата Facebook strana, da. I zašto sme tuka? За твоите донации, дека правиш донации, аз мислев и аз ќе ти донесам една малецка. Благодарам многу. Ова се за децата со посебни потреби, предпоставувам. Да. Така, со кои што треба да работиме. Фала ти многу, Анастасија. Повели. Ова е од цветот на Биби. Да. Баш ке се израдуваат дечињата, многу ми е драго. Фала ти многу. Супер. Вау, Анджелика, ова се сама го правеше? Да. Дали ти се допаѓа? Да, сакам и јас тоа да го правам. Сакаш да пробаме после? Значи разгледај прво све што ти се допаѓа и после ќе ми кажеш што би сакала да пробаш да работиш. Добро. Дали ти интересира некоја техника што сакаш да ти објаснам? Океј, ќе видим. Да? Ајде конкретно еве некоја слика покажи ми што ти се допаѓа и јас ќе ти кажам како е работено. Може така? Може. Значи, од сите највеќе оваа мене ми се. Да, баш таа ти се допаѓа што не се гледа целосно. Добро, еве вака. Океј. Може да ја видиме? Подобро? Значи, ова е работено со шпакли, позадината на сликите, А да се гледа со тоа. мешање на бои. Ова се вика релјефна паста, која што ја додавам накнадно. Таа суши неколку дена, за да дојде вака, еве, кога ќе ја пипнеш, гледаш како релјефно. И ова се веќе школки. И оваа техника се вика mixed media. Значи, пошто повеќе производи се мешаат, се прават од бои до школки, се што може да се додаде и хартија, ако некој сака, нели, што и да е, зависи од инспирацијата во моментот која ја имаме во главата. Друга некоја ти се допаѓа? Да, ова е убава. И таа ти се допаѓа пеперутката? Со овие. Да, и таа е исто така работена, мада таа повеќе има работење со прсти. Овој дел, например, бојам со прсти. Вака, ова е работено со контур пасти. Контур пасти се ова. Ова. Кој што работам, исто релјефно се црта со нив. Ова е тоа, еве пипни го вака, ќе видиш колку е и тоа интересно релјефно. Со тие цртаме и на плочи во моментот. И ова И гледам. на стакло, да, и на секаде е застапено, да, и тоа е со контур пасти цртан. Ти се допаѓа, тоа се наши традиционални македонски шари, влечени од народни носиви. А да. Да, и тоа го работам. Традиционално. Друго што ти интересира? Значи, ова нели се тука стои. Добро. И ако некој влезе и вика, јас, мене оваа слика ми се свиѓа, јас сакам, Да. си ја сакам. Да си ја купи. Да. Добро. И тогаш ја правиш уште еднашка или баш оваа ја даваш? Не може да ја правам уште еднашка, затоа што тоа е уникатно и не се повторува. Може да биде нешто слично, меѓутоа никогаш не може да биде исто, затоа што во тој даден момент, тоа како е нацртано, така останува. Освен принт, нели, што ги принтаат како постери, па да биде исто. Инаку не може да се повтори. Затоа и рачна изработка, затоа и уникат. Мене ми се свиѓаат и плочите вака што ги правиш. Да, плочите се допаѓаат, да. А ги правиш со најнормална боја или нешто екстра некаква боја? Тие се акрилни бои. Тоа се акрилни бои, некогаш вметнувам и спрееви, како например во ова што Светка гледаш, тој дел. Разни материјали. Некаде еве и тука е со контур пасти, некаде ги нема, само акрил има, абстрактно е чисто абстрактна уметност, знаеш каква е? Знаеш? Да. Позната ти е? Како Значи бараш форми и ликови во сето тоа што е нацртано. Како например во оваа слика
од грамофонска во оваа каде што нема конкретни ликови, нели? Да, Како само на така другите, познавате. тоа е апстрактна уметност. И треба човек, нели, кога ќе ја гледа да си пронајде каква е приказната или да си ја создаде сам приказната во глава, нели? Тоа што го гледа и како го доживува. А ова како го направи со овие? Тоа е специјално се топат грамофонските плочи, ги виткам и ги правам како постолја, па потоа цртам на нив. Видиш и ова и овдека е исто застапено разлевањето само на бои, како на таа таму што е. Нема ликови. Ама кога ќе влегуваш, веќе на вистина овие се Да, гледаат. ти се допаѓаат. Да, како овие ги правиш? Тие ги правам заедно со еден дечко, тоест он ги прави. Јас нешто може само да му помогнам, да обојам или нешто да доправам, да направам. Инаку инспирацијата е него. И него му се тука изложи. Да. И овие веќе ги гледам Да, тука. и тие тој ги прави исто. Тапанчињата. И ти само ги црташ на крај. Па нешто бојам од плочите, нешто зависи, ако има потреба. Не за секое има потреба да се бои или да се прави, да се создава, зависи како ќе се направи. Си мислам дека од сите работи највеќе сакам нешто да направам со разливање, да Да. пробаме, сакаш да пробаме? да, и со ова дебелово, сакам да видам ова како се прави, што убаво Добро. изгледа. Убаво ти изгледа? Да? Да. Ќе пробаме? Ќе пробаме. Спремна си? Да. Ајде. Јас добивме како некој, јас веќе имам замисла што би излегло ова на крај, кога ќе се доцрта. Може да се доцрта некое дрво, например, нели гледаш како гранки имаме, или листови. Ти веќе почна малце. Зашто јас ќе можам да го Ова е основа. Значи, ова е бела основа на платното, претходно беше многу темно. И сега можеме, ајде со кој бој ти сакаш, со тие. Видиш, ова е позадината, што сега го работевме. Видиш, па после тоа, значи, му треба 3-4 дена минимум тоа фино да изсуши. Па после накнадно, ако сакаме нешто друго, цртаме од озгоре. Како во случајов сега, јас оваа што ја започнав, нели, да цртам некои цветови и такви работи, пошто ова ме асоцира на сонце. Така. А ти што ќе црташ на твојата? Јас на мојата еве ќе го доцртам ова што го почнав. Оке. Важи, а ти можеш да гледаш јас како го правам ова. Еве, прилика ќе ти покажам како тоа оди. Ќе можеш и на мене така едно? Не ти сама сакам да го направам. Оке. Може? Може. Еве, гледај како тоа е лесно. Многу слабо го стискаш ова за да истече. Значи не стискаш премногу. Ајде, пробај. Нежно го стискаш и правиш крупче.
Моите први дела на грамофонски плочи беа од шминки разни, од восок, растопен, кога бев девојче. 3-14 години. Колку години имаш ти, Анастасија? 9. Ке пунам во ноември 10. Ете, гледаш како од прва ти веќе имаш чувство да ги знаење како и каде треба да ги задебелиш, например, линиите. Тоа е супер. И ова може да излезе едно преубаво дело, кое што ќе си го однесеш дома, нели? Да. Така. Така ми името да си го пишам уште. Ќе си го напишеш. И името. Тука да си го пишам името. Да, па таму каде што се подпишуваме сите, нели, најдоле. Малецко се или? знае кој, еве, например, тоа вака изгледа. Еве ја како се подпишува. Океј, ти тоа многу брзо го правиш. Ето. Од прилика ти покажувам само на кое место. Не дека ти не можеш да се подпишеш кај сакаш. Секаде можеш. Но во принцип најубаво е така најдоле, за да може, нели, да се прочита. Да не се меша во другите бои. Ако нешто не ти е јасно, слободно да ме прашаш. Некако е малце. Ке ти објаснам. Анџелика, ти благодарам за овој убав ден и дека можев некои убави нови работи да научам и да видам. И кој сака од вас штиото од Анџелика да го посети, дојдете, ве молам. Ти благодарам, Анастасија, и јас на тебе. Баш ми беше задоволство да работам со тебе, што ги видам моите изработки и дела и се надевам дека пак ќе се дружиме. Да. Да, ете го. Ајде, ciao! Se гледаме. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.